Туристичките агенции со полни раце работа и покрај тоа што цените на летните аранжмани секаде порасна, Грција и натаму останува најдоставна дестинација за одмор. Од туристичките агенции велат дека овој период има најголема навала за резервации, а освен за јужниот сосед, има интереси за Албанија, Црнагора, Хрватска, Турција, Египет и Кипар. Од агенциите велат дека македонските граѓани летово најевтино може да летуваат во Грција, каде 7-дневен аранжман ќе ги чини близу 200 евра по човек, додека пак еден од поскапите аранжмани е нешто повеќе од 700 евра и тоа во хотел со 5 звезди во Египет. Дефинитивно Грција е на број 1 за нашите туристи, нормално првенствено поради близината. Потоа тука се и оваа година доста актуелни чартер дестинациите, најмногу Тунис, потоа тука се Египет, Турција и секако како нова дестинација годинава ги имаме и Кипар. Туристичките работници додаваат дека цените на аранжманите летово се повисоки за разлика од лани, но тоа не значи и дека интересот е намален. Граѓаните со душа чекаат да заминат на одмор и колку толку да се ослободат од секојдневните обврски и проблеми. Во однос на претходните години, оваа година навистина има зголемување на цените, нормално тоа се го повлекува трендот на зголемување на цените генерално, што е навистина на удар на македонските граѓани. Се заинтересирани, дефинитивно, оние кои што имаат пари не прашуваат, оние кои што имаат малку ограничен буџет се мислат, затоа и се одлучуваат за поевтините варијанти во предсезона. Што се однесува пак до авионските билети, тие се малку поскапи, со што се крева и цената на аранжманите. Во Грција хотелите се поскапи за 20 до 30%, но ако сакате приватно сместување, тоа е нешто малку поевтино, иако и таму цените се поскапи за околу 10%. Што се однесува пак до подалечните дестинации, како Тунис и Египет, кои се едни од омилените за македонците, цените таму се малку посолени. Па така 6-дневен престој за двајца во јуни чини околу 1000 евра со авион, додека пак за Египет граѓаните ќе платат исто, но само чартер и сместување. Се друго дополнително го оптоварува семејниот буџет.